Нова емисија на спортска мрежа која што ја посветуваме на Радовиш Open, меѓународен тениски турнир, неговото трето издание. Преку ова емисија ќе имате можност да ја проследите атмосферата од трите надпреварувачки денови, од најдобрите моменти, изјави, интервју кои што ги направи спортска мрежа како медиумски покровител на овој спортски настан. Здравейте, аз съм Вардан Малукян, на 19 години от Русия. Живея в България, играя професионални турнири 15 и 25 хиляди. Дойдох тук да играя Радовиш Open. Надявам се да го спечеля. Има тук доста силни играчи, моите приятели. Ще видим как ще върват нещата, ама надявам се да бия. Здравейте, аз съм Пьотър Нестеров от България, на 21 години. Аз съм първи поставен на този турнир и имам очакваните да го спечеля, разбира се. Така че надявам се на добри мачове и на добри двубои с момчета. Тук се познаваме всички, така че надявам се да е интересно. Здравейте, казвам се Васил Димитров. За първи път идвам в Радовиш. Аз съм играч от България и познавам конкуренцията тук, няколко от играчите. Даже сме много добри приятели. Изградил съм стратегия, тактика и очаквам да се представя добре на турнира. Здравейте, казвам се Веселин Киселков. За първи път идвам в Радовиш. Ще радвам да участвам в турнира с моите приятели тук. Мисля, че ще се представя доста добре, тъй като съм доста добре подготвен напоследък и ще се радвам да премерим сили. Почитувани гледачи на спортска мрежа, разговараме с организаторот на третото меѓународно издание на Радовиш Open, на тениски турнир Огнен Алексов. Веќе започна надпреварот, веќе ги имаме и првите одиграни надпревари. Да. Како течат веќе првите надпревари, како ете самите надпреварувачи се задоволни? Да, одлично. За трето издание веќе некое по-големо искуство за разлика од минатите 2 години. Се тече по најдобар ред, се тече по план. Сега единствено што имаме промена во распоредот на мечеви, дека тие мечеви кои што се од 3 сата, тоа од 15, се префрлени саат време покасно поради високите температури. Тоест и највисоките температури се предвидени за во периодот од 3 до 4. Значи второто коло уствари започнува во 16 часот. Бранител, хајде да кажам, на Радовишкиот трон е Гоце Манев, кој што е пласиран во второто коло, игра со вториот носител Кристос Кейсидиас. Очекуваме да биде извореден меч, очекуваме да има доста публика. Првите носители се уште ги немат одиграни своите први мечеви, први официјални мечеви тука. Вчера го има првиот, ајде да кажам, тренинг, спаринг меч во... Какви се нивните импресии? Сосема задоволни, сосема импресионирани од нивото на квалитет на играчи кои што се присутни тука, квалитетот на организацијата и истите тие сами кажуваат дека повторно за година дена од сега би се вратиле пак во Радовиш. Значи веќе ова треба да се размисла веќе за следното четврто Да, издание, треба да се размисла, да, веќе сериозно. Дека ќе се надмини можеби бројката од 32 надпреварувачи. Бројката од 32 надпреварувачи не е толку пресудна, колку што е пресудна квалитетот на самите играчи кои што се присутни тука. Оваа година имаме турнир со 25 или 26 играчи, сериозни играчи, ретко каде се гледа разлика меѓу две нивоа на играчи. Сепак повторно Радовиш не одбива нити еден играч од ососема почетници до скроз професионалци, како што е оваа година ни е гостин, да кажам, Пьотър Нестеров со ранкинг од околу 460 на ATP. Значи тој е можеби најдобар. Да, број еден носител моментално, втор е Кристос Кейсидиас, трет ни е Васил Димитров, четврт ни е Стефан Мицов или бранителот на тронот, кој што 2 години поред е шампион кај нас. Пети ни е Васил Димитров, пети ни е Вардан Манукян, шести ни е Веселин Киселков, седми ни е тука Иван Иванов и
и седми ни е Давид Симеонов. Значи ова станува збор за доста добри надпреварувачи кои ќе прават доста атракции за Радовишани. Да, апсолутно. Ова значи кога завршува овој прв ден, кога ќе може да ги повикаме во вечерни часови да дојдат. Првиот ден се предвидува нека да заврши околу 21 до максимално 22 часот, да Значи ова одимаме. надпревари под рефлектори имаме. Да, апсолутно да. Оваа година првиот ден мора да имаме рефлектори. Мислам надпревари под рефлектори бидејќи обемноста на самиот ждреб и голем дел од мечевите се задржаа повеќе од предвиденото време кое што беше замислено да биде одиграно, но тоа е се у наша корист за тоа што има одлични мечеви кои што се задржуваат и дават одличен тенис. Тенис за уживање. Благодарам за овој разговор, ќе имаме нели разговори со другите играчи со цел да доловиме таа атмосфера која што ќе се случи во овие 3 дена. Можеме самите да откриеме дали веќе има дефинирано во недела кога ќе се финалите надпревари. Да, во недела финалето е предвидено да биде во 17 часот. Полуфиналните надпревари во сабота се планира да започнат исто во 17 и да траат до дека не бидат завршени. Така, супер, уште еднаш благодарам, почнуваме гледачи, ова беше Огнен со кого што разговаравме за отварањето на овој трет меѓународен тениски турнир. Најдалекиот играч доаѓа дури од Русија, што е навистина една фантастична информацијата и да ги повикаме сите оние радовишни кои што ќе имаат можност да уживаат на овој меѓународен турнир и да гледаат доста вравни надпреварувачи кои што доаѓаат за прв пат во Радовиш. Останете со нас, во текот на овие 3 дена да ја доловиме оваа атмосфера од Радовиш. Set time break do 10. Questo uno è.
Бати таланта, човек. Чист талант. Трето ваше учество на Радовиш Опен, меѓународен тениски турнир и бранител на троновата, ајде јас така би рекол. Како ете, ќе ги погледнеме овие 2 години на кои што учествувате и ќе има ли поголема конкуренција оваа година во однос на претходните 2? Во однос на претходните години, да, оваа година е многу посилна конкуренцијата и тоа ме радува. Иако би сакал да освојам нели лесни пари, ама поубаво е да има убав тенис за градов, не е све до парите, да види градов ни убави мечеви. Минатата година имаше убаво финале, а првата година мислам дека конкуренцијата беше најслаба, втората подобра и сега третава ќе биде најдобра. Многу ќе биде добро за турниров да иде така све во нагорна линија, да не биде сега јак турнир, па до година пак да биде слаб. Ќе потрудам ја и пак да учествувам и до година. Очекувањата за оваа година не можам да кажам стварно, мислам дека има и подносителите по ранг, веќе се гледа дека има поголеми фаворити од мене на турниров. Ќе ми биде мило да изиграм убаво и да го освојам, ама ќе видиме времето да ни каже како ќе биде што ќе биде. Во однос на тоа дека ете Радовиш не е некој да речем град кај што е посветен толку на тенисот, меѓутоа ете со овој турнир се привлекува вниманието на тенисот во Радовиш. Може да кажем дека ваквите турнири носат многу повеќе за развој на тенисот во Македонија? Па носат, да, како не носат овие турнири даваат желба и доказ на што е можно дека може секое дете да постигне нешто и да види кое е нивото на професионалниот тенис во светот. Моментално имаме еден 300-400 ATP играч мислам во светот. Бугарин мислам дека и можеби во репрезентација ќе биде на Бугарија за Дейвис Куп за некоја година. Многу ќе биде значајно тоа за децата да го видат и да видат дека е реално и све можно во нивните, нели, да се постигне, не е нешто ваземајски. Како еден по искусните, можеби ајде ми ги сигурно најискусните тенисери во Македонија, како ќе го оцениме тенисот во последната деценија и како оди тенисот? Има ли развој тенисот во Македонија? Има ли некој напредок да речеме? Па има, мислам дека има со тоа што Калин е голем, како да кажам, голем представник на тоа дека има напредок, поготово со неговиот ранкинг што го постигна во година дена од ништо дојде до 300-то место. Многу голема помош што татко му е председател на федерацијата и што организираат
много професионални турнири за разлика од минатата година и што организира Челенџер. Убаво би било да има и повеќе играчи како Калин, нели, да се буткаат еден со друг и да се направи некој тим за Девис купот исто да напредува. И би рекол да, во горна линија сме. Супер,
Како оценуваш до сега турнирот и како си задоволен од тоа што ти како играч го имаш отиграно? Доста добре, сега вече два мача съм изиграл. Доста добре мисля, че играм. Терени са добри. Смениха ни топките днеска на сет, което е много добре. Организатори се грижат доста добре за Оги, се грижи много добре за нас. Имаме всичко, имаме кафе, вода, що ни трябва. И се надявам на полуфинала да покажем и добра игра. И така. Тешка ли е конкуренцијата? Да, не е лесно да се играе със сигурност. Жега е доста. И ще се бориме, няма как. Това е тениса. Трябва да се бориме, така че. Димитров води. 4-3. 4 games to 3 final set. Ай! Awesome. Okay. Have a good one.
Hai, hai, bom, bom. Dajte mi topčinete. Vai, vamos. Open 2024 година, у него се сlikava на лева страна од судискиот стол Владимир Мутијан од Русија, на десна страна од судискиот стол Петар Нестеров од Бугарија. Мечот игра од два добиени тајвек сета. Древот го доби Нестеров и одбра сервис. Вонто е таш Нестеров е леки сет. Что, 15?
Sat i 4 minuti. Ovo je sat i 4 minuti. Има някои прачения. Доме на стопки, завършите конституция. Кой ти бива? Език. О, пета. Тест, 2, 3, проба, тест, тест. Тест, 2, 3. У мене? На десна страна от Сирийския стол Петър Нестеров исто така от Бугария. Мечот си игра от два добиени тайбек сета. Левот го доби Нестеров и одбра сервис. Съразличаване salvation. Придje se ništo, krativo. Petnaest ništo, 15
Последен сет. Димитров на сервис. Red Tercero. Terceiro, 6-3, 6-4. Biden Pacific. Здравейте на всички! Благодаря на всички, които са дошли да ни подкрепят нас. Искам да поздравя Васко за страхотната игра днес. Искам да благодаря на Оги, който е председателят на Радовиш Open. Той наистина направи много за нас, направи този страхотен турнир. И също така искам да благодаря на цялата организация на Радовиш Open. И благодаря на всички. Сам после. Вики и сам една после. Сам. Бързо. Рядко се правят турнири толкова добра организация. И аз съм щастлив да бъда част от този турнир. И се надявам до година пак. Основач на фирмата Paintball да го додаде пекар за финалист от Даваска. Направо за цялата водеща и голяма благодарност за моите партньорства и фирмата Paintball за цялата неизмерна и неселищна поддръжка. Сам.
До него или пред него? Най-вероятно, да. Вики! Сори. Картите само от отдоле, тие ще са продадени да ги донесе някой. Марко? Дай да видим. Најпрво честитки, второ место сепак успех нова. Како го видеве овој турнир и како си задоволен од тоа што одиграв, со оглед на фактот со победникот одигравте маестрален надпревар? Турнирът супер беше, организацията беше много добра, което ми позволи да играя добре. Още от самото начало ги много добре организира всичко, грижеше се за нас, така че да получим най-добрите условия, да играем най-добрия тенис. Радвам се, че стигнах до финала. До тук последните месец-два не съм играл толкова добре и очевидно исках да спечеля турнира, но смятам, че това е един добър успех и Пьотър е много добър играч. Смятам, че направихме добър матч и съм доволен, въпреки че в момента не се чувствам супер. Съм доволен от турнира. Дали значи дека следната година повторно ќе дојдеш овде во Радовиш? Разбира се, чакам с нетърпение. Супер, благодарам и се среќавам. Йован Петров и летната разлика Криздал, Димитър Сандерлайтинг, Швейцария, Драган Карампилов по Австрия. Супер хита ден, koji se pogreži za nacionalno priznat, koji всяка година. Благодарите. Сони Пен за прекрасните дизайни на нашия роло банер и за още много други работи. Такси доказът с дисконт за Бялоци Алекс, Тобако Яков, Мако Майя, Аптека Амброзия, ресторант Гринс, Валентина 2009, Лекара под слънце Витнево, Мартина Крона, Галактик кафе, Петери Мери Джейн, Зума Транспорт, Ауто Фитнес, Спорт Актив и Дано Листо и граждан предприятие Техника. Без всички вие, това нямаше да видим общо изгодило, нито един по 100 и морам да напоменам сега, предпоставам от вас примеките дека нема никой от общината. Да, нема никой, не са поканени, затоа што всеки според заслугата, зоки поки управо. Надявам се дека во идните години подршката ќе биде на многу по-високо ниво од самата локална самоуправа и од сите исти ќе успееме да ги задржаме нашите спонзори. Надявам се дека сите вие сте импресионирани од нивото на играчи кои што беа присутни оваа година, нивото на организација која што беше присутно Радовиш од наша страна и сакам да ви повикам най-тежко ми е. Не се мога. Сакам да ви поканам моите най-близки другари, приятели, фамилия. На мен се взема с стрелни ми бил, как да се разпивам нещо. И сите приятели, другари, кои што деца сме основатели на сдружението, Ангел, Тошо, Стело, сите там што се сите да дојдат тука, направим групна слика, кој што покажи како памтела е турнир. Васко, може ли да клечеш? Вики, може? Може? Момент. Ваучер за месец безплатно вежбање, 3 мајци од Супер хит ден. Къде че? И 3 пакетки топки от нашите спонсори Спорт Актив и Download. Само да ги размотам. 0013-914 топкички. 0013-914 Отсутен, добро. 0013-944. Айде, майсторе! Дай сника го се където стои с топките.
Понавално, да, джаве. Но зето ке са. Много нормално. Ай, кало вече. Нула. 0-0. 1-3, 9-3-8. Скандро! Исто голяма благодарност до Всичко Андро за все, що направи за онлайн турнир и за цялото предсе психическа и ментална поддръжка. Ай, чек, Стошо една. Ай. 0-0-1-3-9-0-4. Патоки. Некой отстън. Добре, най-точно. 0-0-1-3-9-0-6. Пак ще стане. Отстън. Чекай. 0-0-1-3-9-2-5. Айде, добро е. Ай, кало, може. Ваучера от Alpha Fitness, месец безплатно вежбание в тереданата на брой 0013939. Ладно, не? Няма. 0013912. Сиди се изненадриме. Koji broj je kaže? 0013912. После. 0013902. Майко ги! Скандо май, дай. Ти дай. Fitness neće. Май. Bravo, daj, To što je spoti, brate. Семечко, айде. to връзки. Ай, кало, ти. Ваучер от тереданата. 0013956. Ай, кой е най-близко? Ajde da izbečemo tamo što koliko. Može mene mi izbečemo. 0013950. Да, Ристо. Нула, 13932. Има да вежбаш. Я първа теретаната начално. Да ги подпишаем супер лига. Айде, good luck. Чичо, аз следното на тебе. Няма да оставиш Шангел. 0013951. Како да няма никой? 0013943. Nema neko da vežba. Ако това няма никой, на лакъл, дай. Ajde, Laki! 0013905. Nema, ajde, Laki! Како
Кой няма па? Айде бе, ти извечне. 0013 907. Дай тебе да свикаме. Трябва да ми извечеш. Вярно да ке доденеш на някой. Да. 077 510. Нямам право друга. 0013 935. Явно ще е межбан. Beer Olympics, да, сите да се приявите. Не е още едно интересно издание на нещо ново, ще се дешава вече четвърта година поред. Beer Olympics на 17 юли у Леона Лукс. И последните две майци. Сега едната на гостите. 0013 Ала стара лотария. 0013 946, я го меси. Дали сменя стоне. Чекай сега се ти. Дай му промо. Аз то радвиш опа. Всеки със своята фирма. Там си. Студио Скай. Yes. Голема аплауз за Иличко, най-добрият бербер в Жала. И Студио Скай, и Студио Скай. И Студио Скай. Промоция. Кадо, Ягова, Добит, най-пей. 0013 Айде, майци. Айде, Кадо. Взимай. Да, забрали си. Пак сега чости не. И с това го затваряме Радио Шопен 2024. Надявам се дека сите си поминаваме прекрасно овие денови. Сите ще бидете 3 дена дечките доле. Сите ще бидете само денеска и надявам се дека оваа традиция стварно ќе успееме да задржиме последните години. Благодарам на цялото поддръжка от тебе. У вторник. Чао. Готово. Маркер? Ацка маркер да не имаш. Оги. Кой? Да, На Пьотър патиките? скъсани са, не ги искаш. Не. Да. Да. Сувенир. Поштовани гледачи, разговараме со Огнен Алексов, организаторот на меѓународниот тениски турнир, кој што беше трето издание Радовиш Опен 2024. Конечно финиширавме, веќе ги имаме и победниците. Како ете, ти си задоволен, како го виде ова трето издание? Феноменално, јас прво ќе почнам со тоа дека турнирот јас го организирам за моја лична сатисфакција и слободно можам да кажам дека конечно после толку време јас имам присуствувано само на еден професионален турнир до сега во мојот живот. Успеах да си го исполнам мојот сон, пред се да гледам професионален меч од двајца професионалци, не само во финалето и доста други професионални мечеви кои што беа и во полуфиналето и во четврти на линијата. Доста сериозен турнир, доста сериозен квалитетни играчи беа присутни во Радовиш минатите неколку дена. Од организацијски аспект не само јас и како што можам да видам и сите други присутни кои што беа, самите играчи се сосема задоволни и импресионирани до свој максимум. Мицов, кој што беше победник на првите две изданија и самиот рече дека ова година конкуренцијата доста голема, значи ли дека ова веќе Радовиш 2025, Радовиш Опен 2025 ќе значи дека ќе има уште поголема конкуренција и ќе привлече уште повеќе надпреварувачи или да речеме со повисок квалитет? Да, се уште е рано да разговараме за Радовиш Опен 2025, 2025 ни е се уште доста далеко самото година како година и самиот настан Радовиш Опен 2025 е доста далеко од моменталната ситуација. Ќе оставам прво да здивнат емоциите, да здивнат импресиите од настанот,
да се споделят сите импресии, сите емоции од настанот, па после сето тоа да почнеме да размислуваме за еден проект за во 2025-та. Тоа може да значи, но и не мора дека квалитетот на играчи за следната 2025-та ќе биде подобар. Јас се надевам искрено дека ќе успееме ние во следните барем 2 години да го задржиме квалитетот, нивото на квалитет да биде на оваа ниво. Како Сдружение Радовиш Опен ќе има ли некои други активности до следното издание? Искрено не верувам дека ќе има некои други активности, но ајде, ако јас сум да кажеме песимист дека нема да има, ќе се потрудиме да направиме нешто у текот од септември до следното издание. Дека може да има некои настани. Да, може да има, но не обеќам ништо, затоа што се уште има долг период пред нас кој што треба да биде решителен, што точно ќе се дешава у следните година, дена или неколку месеци. Супер благодарам за овој разговор и честитки за самата организација. Почитувам дека ова беше Огнена, со кој што разговаравме за ова трето меѓународно издание, а во следниот период ќе ги имате сите оние најинтересни моменти да ги проследите склопени во една спортска емисија. Претплатете се на нашиот YouTube канал за да следите понатаму најновите случувања од македонскиот спорт.